Почитуван Рик Хатвей, подпредседател на Habitat for Humanity International за Европа, Блиски Исток и Африка. Почитуван Зоран Костов, национален директор на Habitat Македонија. Почитувани медиуми, представници на медиумите секако и почитувани присутни. Имањето на собствен дом е една од базичните потреби на секој човек за да чувствува сигурност и да може да допринесе во општеството. Затоа, за мене, градењето домови за оние кои се соочуваат со потешкоти е една од најхуманите акции кои може да се направат. Сакам да се заблагодарам на Habitat for Humanity, кои досега изградија 6 стамбени објекти, а и 5 се во план за изградба во Велес, со што се овозможува дом на повеќе семејства со ниски примања. Дополнителна вредност е тоа што овие домови се енергетско ефикасно и изградени со помош на волонтери од целиот свет. Владата е посветена на адаптацијата на климатските промени и на подобрување на енергетската ефикасност преку секојдневни активности, стратегии, секако и планови. Сакаме да ја унапредиме нашата земја во тој поглед и да создадеме зелена иднина за сите. Работиме на развој на повеќе стратешки документи, како што е Националниот план за адаптација на климатските промени, Националниот просторен план и Националната развојна стратегија, кои што ќе овозможат попредвидливо обкружување, одржлива економија и општество кој ќе се грижи за сите граѓани од различни категории, социјални категории. Дозволете да посочам дека владата на Република Северна Македонија презема и сериозни чекори преку реализација на проектот за домување на социјално ранливите групи, кој се спроведува преку акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и соделуван простор за значење на Републиката во координација со Министерството за транспорт и Министерството за финансии. Само неколку бројки. Преку овој проект кој започна во далечната 2009 година, за кој се планирани 51 милион евра, планирано беше изградба на 32 стамбени објекти со вкупно 1725 станови. Планираните објекти се наоѓаат на широко во целата територија на нашата земја. До сега се завршени 842 стана и истите се вселени, а од нив 164 се завршени во последните 3 години. Во завршна фаза се 132 стамбени единици, во Виница 36, Свети Николе 48, Пробишти 48, а во фаза на изградба се уште 508 станови, и тоа 29 се тука во Велес, 312 стана во Скопје, 52 стана во Гевгелија, 16 во Демиркапија, 35 во Копчани и 62 во Неготино. Во текот на наредниот месец очекуваме да се отпочне со изградбата на дополнителни уште 142 стана. Во тек е проектирање на објекти во Штип и Прилеп, се вкупно 103 стамбени единици. И истите ќе почнат со изградба до крајот на годината, со што ќе се закружи целиот проект. За нас како влада, проектите кои што се подржуваат од граѓанското општество, во овој случај од Habitat за Humanost или Habitat for Humanity, од самата влада, но и другите чинители во општеството, значат живот за нашите сограѓани. Значат помош и покажување на дело на солидарноста и општествената одговорност сите нас. Затоа, солидарно општество и правично општество е тоа што треба да се стремиме сите заедно. Благодарам.